Убавата Марија. Многу одамна си живееше еден крал кој имаше син единец. Синот за жена ја побара ќерката на еден друг славен крал, која се викаше Марија и беше лична прелична. Нејзиниот татко не се согласи да му ја даде, зашто сакаше да ја омажи за друг. Ама младите многу се сакаа, па и не помислуваа да се разделат. Тогаш Марија му рече на својот татко: не сакам и не можам да земам за маж никој друг освен принцот. Таткото се разгневи и заповеда да се изцида темна кула во која нема да допираат зраците ни на сонцето, ни на месечината. Кога кулата беше готова, таткото и рече на Марија: во неа ќе седиш 7 години, а потоа ќе дојдам да видам дали е скршена твојата тврдоглавост. Во кулата внесоа јадење и пиење за 7 години, а потоа внатре ги задзидаа девојката и нејзината слугинка. Така Марија беше одделена и од небото и од земјата. Двете девојки седеа во вечен мрак, не знаејќи кога се стемнува, а кога се разденува. Принцот често одеше кај кулата и ја викаше девојката, но никаков глас однадвор не можеше да се пробие низ дебелите ѕидини и да допре до неа. А тие кутрите што можеа друго да прават, освен да плачат и да се тувкаат. Од ден на ден времето си минуваше, а двете девојки според намалувањето на храната и водата знаеа дека се приближува крајот на 7 години. Си помислија дека дојде денот на спасот, ама не слушнаа удари од чекани, ниту еден камен не падна од зидот. Се чинеше дека царот ги беше заборавил, бидејќи храна имаше само уште за кратко време, насетуваа клета смрт. Еден ден Марија рече: мораме да се обидеме на невозможното, да видиме дали ние двете не можеме да го пробиеме зидот. Марија го зеде ножот и почна да копа и да го пробива малтерот околу еден камен, а кога се умори ја замени слугинката. По долго чепкање извадија еден камен, а потоа уште еден и уште еден, па по 3 дни и првиот зрак на виделина се проби низ темнината. Најпосле отворот беше толку голем што тие можеа низ него да гледаат. Небото беше сино, во кулата почна да навлегува свеж воздух, ама наоколу се изгледаше мощнетажно. Дворецот на татко и беше разурнат, градот и селата докаде очи гледаа се беше изгорено, а полињата наполно испустени. Не се гледаше ни жива душа. Кога направија толку голем отвор да можеа да се протнат низ него, прво излезе стугинката, а потоа и Марија. Ама на која страна да тргнат? Непријателите го беа разориле целото кралство, кралот го прогониле, а сите жители ги испотепале. Девојките си го фатија патот под нозе да бараат спас, ама никаде не најдоа ни за солниште, ниту некој човек кој би можел да им даде корка леп. Гладот ги наваса толку многу што мораа да јадат коприви. Кога подолго талкање втаса во една друга земја, насекаде бараа работа, ама кај да чукнеа на врата, никој не сакаше да им се смилува. Најпосле дојдоа до еден голем град и се упатија во кралскиот дворец, каде што прво не сакаа да ги приберат, ама готвачот подоцна се смилува и рече дека можат да останат и да ги мијат чиниите. И се погоди така што синот на кралот, во чија земја сега се наоѓа, да биде токму саканикот на Марија. Татко му беше му одбрал друга невеста која беше колку грда на лице, толку злобна на срце. И денот на свадбата беше закажан. Невестата веќе живееше во дворецот, ама поради својата голема грдотија, таа не се покажуваше пред никого, туку заклучена седеше во својата соба, а Марија мораше да им носи јадење од кујната. На денот на венчавката, кога невестата со младоженецот требаше да оди в црква, таа се засрами од својата грдотија и се уплаши дека луѓето
да не се смеат и да не ја изложат на подсмев на улица. Затоа и рече на Марија: те чека голема среќа, јас си ја шинав ногава, па не можам да одам низ улици. Облечи го мојот невестински фустан и место мене појди во црква. Поголема чест не можеш да имаш. Меѓутоа Марија не се согласи, па рече: не ја сакам честа што не ми припаѓа. Ништо не помогна ни тогаш кога невестата ѝ понуди крст злато. Затоа најпосле разбеснета рече: ако не ме послушаш, ки ти летне главата. Треба да изустам само еден збор, па главата ки ти се најде пред нозете. На Марија не ја остануваше ништо друго, освен да се согласи. Го облече прекрасниот невестински фустан и се накити со незиниот накид. Кога влезе во кралската сала, сите почнаа да се восхитуваат на незината убавина, а кралот му рече на синот: еве е невестата што ќе избрав и со која ќе се венчаш во црква. Младоженецот се зачуди и си помисли: па ова прилега на мојата Марија, дури би поверувал дека е таа, ама Марија веќе многу години седи задзидана во кулата или е пак мртва. Ја фати за рака и ја поведе в црква. Крај патот по кој одеа, Марија виде коприви, па рече: ој коприво, ти што журкаш, зари овде живуркаш? До пред малку јас те берев, колку многу јас те јадев. Ту варена, ту пак жива, да се спаси живот мила. Што зборуваш, ја праша младоженецот. Ништо, одговори таа. Во часов помислив на Марија. Тој се зачуди дека таа знае за неа, ама не рече ниту збор. Кога се најдаа на мостот пред влезот на гробиштата, таа рече: немој мосте, не пропаѓај, за грев мене не ме фаќај. Невеста јас не сум, туку момак, вистинската седи дома. Што зборуваш, ја праша младоженецот. Ништо, одговори таа. Во часов помислив на Марија. Ја познаваш ли? Не, одговори таа. Од каде да ја познавам? Само сум чула за неа. Кога стигнаа пред црковниот праг, девојката рече: немој, Порто, не крши се, ти на мене не луди се. Невеста јас не сум, туку мома, вистинската седи дома. Што зборуваш, ја праша младоженецот. Ништо, одговори таа. Во часов помислив на Марија. Тогаш принцот од джебот извади гердан и го стави на вратот и го закопча. Потоа влега во црквата и свештеникот пред олтарот им ги стави рацете една во друга, па набрегу ги венча. По венчавката принцот ја поведе невестата дома, ама таа за цело време по патот молчеше. Кога стигнаа во кралскиот дворец, Марија утрча во собата на невестата. Ја соблече богатата облека, го симна накидот, па си ја облече својата сива блуза. При тоа го задржа само герданот што го доби од младоженецот. Кога се стемни, кога невестата мораше да отиде во собата на принцот, лицето си го прекри со превез, за да не може тој да ја открие измамата. Откако си отидаа слугите, тој и рече: што зборуваше кога минувавме крај копривите? Какви коприви, праша таа? Не сум зборувала со никакви коприви. Ако не си зборувала, ти не си вистинската невеста, потврди тој. Таа брзо се снајде и изусти: до слугинката да поидам, таа мислите ми ги чита. Тогаш отрча кај Марија и се развика: девојчиште, што си им рекла на копривите? Ништо освен: ој коприво, ти што журкаш, зари овде ти живуркаш? До пред малку јас те берев, колку многу јас те јадев. Ту варена, ту пак жива, да се спаси живот мила. Невестата се врати во собата и рече: сега знам што им зборував на копривите, па ги повтори зборовите што ги кажа Марија. А што му рече на мовчето кога минувавме преку него? Ја праша принцот. Мовче, се зачуди таа. Не сум разговарала со мовче. Ако не си разговарала, тогаш ти не си вистинската невеста. Таа повторно рече: до слугинката да поидам, таа мислите ми ги чита. Отрча надвор и се развика на Марија: девојчиште, што си му рекла на мостот?
Ништо освен, немој моста не пропаѓај, за грев мене не ме фаќај. Невеста јас не сум, туку мома, вистинската седи дома. За ова ќе платиш со глава, си издра невестата, па потрча во собата и рече: сега знам што му зборував на мовчето, па ги повтори зборовите на Марија. А што и рече на црковната порта? На црковната порта, повторно таа: не сум разговарала со никаква црковна порта. Ако не си разговарала, ти не си вистинската невеста. Таа излезе од собата, па и се развика на Марија: девојчиште, што си и рекла на црковната порта? Ништо освен, немој порто, не крши се, ти на мене не лути се. Невеста јас не сум, туку мома, вистинската седи дома. За ова со глава ќе платиш, извика невестата и падна во најголем гнев. Па отрча назад во собата и рече: сега знам што зборував со црковната порта, и ги повтори зборовите на Марија. А кај ти е герданот што ти го дадов при влегување в црква? Каков гердан? Одговори таа. Не ми даде никаков гердан. Самиот ти го ставив околу вратот и ти го закопчев. Ако не се сеќаваш на тоа, ти не си вистинската невеста. Тогаш тој го симна превезот од лицето и кога ја вида незината бескрајна грдотија, одстапи. Се стапи се и рече: како си дошла овде? Која си ти? Јас сум твојата свршеница, ама бидејќи се плашев дека луѓето ќе се бијат шега со мене кога ќе ме видат, и наредив на слугинката да ја облече мојата облека и место мене да дојде в црква. А каде е девојката? Праша принцот. Сакам да ја видам. Оди и доведи ја. Невестата излезе и разгневана им рече на слугите дека Марија е измамничка, па им заповеда да ја изнесат во дворот и веднаш да ја пресечат главата. Слугите ја извршија наредбата. Ја зграбчија на Марија со намера да ја свлечкаат, ама таа почна гласно да вика и да бара помош. Така што младоженецот го чу нејзиниот глас, па утрча од својата соба и нареди девојката веднаш да ја пуштат. Водејќи ја Марија, патот го осветлуваа свеќи, па тој на нејзиниот врат можеше да го види златниот гердан што и го обеси при влезот од црквата. Ти си вистинската невеста, рече принцот. Со мене влезе во црквата, ајде со мене в соба. Кога се најдоа сами, тој рече: на патот кон црквата ти ја спомнуваше Марија, која ми беше саканица. Кога би било тоа можно, би поверувал дека таа стои пред мене. Посе многу ми прилегаш на неа. Јас сум девојката Марија, која заради тебе 7 години седев заточена во темнина, трпев глад и жед и за сето ова време живеев во беда и скудност. Но денеска повторно ме огреа сонцето. Со тебе се венчав црква и јас сум ти жена по милоста Божја, му рече девојката, па тие се избакнаа и среќно си живееа се до смртта. На лажната невеста како вратка за лошотилокот ја пресекоа главата. Кулата во која беше затворена девојката Марија уште многу години постоеше. Минувајќи крај неа, децата пееа: думба, думба дивина, кој седи зад зидина, тука седи принцеза, крај празната трпеза, во денови тешки грди, среде зидови јаки тврди. Ајде хан се потрчај, на вечера дотрчај.